Драги пријатели, вечерва сме собрани тука да дадеме подршка на сегашниот и иден председател на Република Македонија Ѓорги Иванов. Драги пријатели, Ѓорги Иванов е човек кој што веќе 5 години е председател на Републиката, председател на Република Македонија. Човек кој што покажа како треба да се работи на оваа функција, како треба да се биде активен, борбен, како треба да се биде чесен, искрен и одговорен кон граѓаните. Ѓорги Иванов беше председател кој можеби најмногу патуваше, борејќи се за Македонија на сите страни каде што е тоа потребно. Дали е тоа потребно во Брисел, дали е потребно во Америка, дали е потребно низ Европа или во Кина или во било која друга држава. Тој е човек што не се штедеше. Човек што работеше да влијае на секој политичар во светот кој што може да помогне со некој свој чекор, со некој свој потек, со некој свој гест или со некоја своje гласање или одобрување или неодобрување да помогне на Македонија и пред се на народот што живее во Македонија. Таа негова активност треба да се почитува и да се цени. Затоа што пред него имаше еден друг кој што ја обавуваше таа функција, кој што најдалечните дестинации му беа Србија, Босна, Молдавија и Црна Гора, што воопшто не е лошо да се посетат тие земји, тие се наши пријателски држави, меѓутоа во 90% од случаите тоа беа неговите најдалечни достигнувања во правец на лобирање за Македонија и борење Македонија да добие нешто во сферата на меѓународните односи. А да подсетиме, председателот на државата е човек кој што ги дели ингеренциите со владата во делот на надворешните односи и меѓународната политика. И негова обврска и задача е меѓународно да се бори, да етаблира земјата и да ја овозможи подобри позиции во меѓународната заедница. Слушам еден од кандидатите за председател, односно неговиот председател на партијата, деновиве вели на Македонија не и требало председател за во Брисел и требало тука за низ народот само. Не, драги пријатели, на Македонија и треба и за во Брисел и за тука. Комплетна личност, комплетен човек, човек што секаде е посветен. Посветен и на неговата работа во делот на неговите ингеренции, посветен во делот на меѓународните прашања, затоа што тоа му е уставна ингеренција меѓу останатото, но и силно посветен на својот народ, на неговите проблеми, одејќи од место во место, борејќи се да помогне секому што може да помогне. Сослушувајќи го секого, сослушувајќи за сите проблеми и барајќи начин заедно со владата да се решат проблемите. Ниту тој, ниту ние некога сме ветиле дека ќе ги решиме сите проблеми што постојат во Македонија. Затоа што нема такви политичари што ги решиле сите проблеми. И затоа што тие што велат дека ќе ги решат сите проблеми, бидете сигурни дека ве лажат. Меѓутоа, ние сме политички тим, политичка гарнитура, што неспоредливо повеќе од било која друга гарнитура во минатото во Македонија решила најмногу проблеми на граѓаните. И по тоа се разликуваме и ние како влада и Ѓорги Иванов како председател на Република Македонија. Драги пријатели, Ѓорги Иванов исто така и покрај огромниот ангажман кој што го имаше во меѓународните лобирања, меѓународните посети, средби со огромен број на председатели на држави, огромен број на премиери, министри за надворешни работи или други министри, други влијателни политичари. И покрај силната набиена динамика, тој секогаш кога престојуваше во земјата, времето го трошеше со народот и со граѓаните. Самиот тој кажа дека над 5000 приеми на граѓани направил во неговиот кабинет. Тоа е за почит. Тоа е бројка што, например, Бранко Савенковски ни без 1-0 не може да ја каже, а камоли 5000. Значи ни 500 не може да каже. Освен ако не ги смета неговите околу него луѓе кои што си ги примал секој ден од партијата, од раководството на партијата. Драги пријатели, овој човек заслужува подршка затоа што покажа една извонредна зрелост. Зрелост како политичар и зрелост како човек. Многу е важно политичар на таква позиција да
да биде зрел човек, затоа што ако не е зрел човек, тој може да е добар говорник, например, може да е релативно искусен во политиката, но искуство во политиката не значи дека е зрел човек. Голема е разликата меѓу луѓе кои што се добри во својата професија и зрели како луѓе, како човек, како карактер, стабилни луѓе. Таков човек е Ѓорги Иванов. Тој во неговиот период на вршење на оваа функција беше во многу искушенија, тешки напади и клевети со навреди лични по него и неговото семејство. Во обиди да биде на некој начин доведен во ситуација да изреагира нервозно, да изреагира на начин кој што ќе покаже нервоза, ќе покаже преголема лутина, ќе врати со навреда на некого. Или пак ќе остапи од својот зацртан пат. Тој има зацртан пат. Тоа е многу важно, човек да има визија кога е на таква функција и да има зацртан пат. Неговите противници се обидуваа со странични удари, со директни удари можеби, да го оттргнат од зацртаниот пат, да и се помогне на Македонија да оди напред и меѓународно и домашно во рамките на својата ингеренција. Да биде човек кој што на соодветен начин ќе работи со армијата на Република Македонија. На соодветен начин ќе ја води меѓународната политика и ќе работи заедно со владата за остварување на многу проекти и решавање на многу проблеми. Тие не успеа тоа да го направат. Се нафрлија со многу навреди врз него, дека бил многу близок со владата, дека ја поддржувал владата и дека не покажувал во тој правец противставувања. Меѓутоа, Ѓорги Иванов остана стабилен и тоа што го правеше, го подкрепуваше со аргументи. Тој знаеше што подпишува, зошто подпишува, што поддржува, зошто поддржува. И не дозволи некој острана да му каже што да прави. Ниту тоа да го каже владата, меѓутоа ниту оние кои беа негови противници и кои со сите сили се обидуваа да внесат раздор во државниот врв, правејќи интриги, сплетки, наметнувајќи ни различни информации или навреди за да се почувствуваме и да дојдеме во ситуација да почнеме еден наспроти друг, да се конфронтираме. Во овие 5 години Македонија виде што значи зборот или фразата единство во владиниот врв. Македонија 5 години имаше единство во владиниот врв. И затоа за многу работи се постигна напредок. Се спречија многу застои, се спречија многу проблеми или ризици кои што можеа да дојдат, доколку тоа не беше така. Така што, драги пријатели, можам да кажам и во една прилика тоа го спомнав дека пред 5 години дел го познаваа Ѓорги Иванов, дел не го познаваа. Некој го познаваа како професор и интелектуалец и човек кој што е експерт за политички науки и со неговите чести настапи во медиумите, меѓутоа не дотолку како човек кој што ја добил довербата на граѓаните и бил на функција. Денес го познавате и како човек, не само како експерт или како професор и слично, денес го познаваме како политичар на една од најодговорните функции во државата, со 5 годишно искуство, со трага за себе. Трага во која што не може да му се најде црна дамка. Може некој да најде на секого од нас тука или таму по некоја мала грешка, по некој гаф во зборењето кој што секој човек може да го направи. И јас, и луѓето од СДСМ, и секој политичар, и секој од вас. Меѓутоа, не може да најде некоја стратешка грешка со која што се направил проблем за Република Македонија или со која што се изгубила некоја шанса. Не, тука на тој план имаме чисто досје. Имаме чиста ситуација во која што Ѓорги Иванов чекореше мудро, чекореше стабилно, знаеше што и треба на Македонија, знаеше што треба да бара и меѓународно и што треба и како треба да се однесува внатре во земјата. Тоа е човек кој што по 5 години можам да кажам дека заслужува да добие втор мандат.